Беше тоа на 1. август 30-та година пред новата ера, кога Октавијан, подоцна познат како Август, ја освои Александрија во Египет. Беше тоа на 1. август 527 година, кога Јустинијан I станал самостоен владетел на Византиското царство. Беше тоа на 1. август 1884 година, кога во предвечерието на празникот Илинден во Лазарополе неочекувано пристигнал грчкиот владика Антим, придружуван од турска конјичка жандармериска единица. Со цел да ги избегне евентуалните непожелни конфликти со селаните, тој се сместил во куќата на Томо Палчески, која се наоѓала веднаш до касарната на селскиот аскер. Домакинот Томо енергично протестирал против тоа неговата куќа да се користи како резиденција на грчки владика. Меѓутоа, под притисок на командирот на конјичкиот одред, тој бил принуден да попушти. Веста за доаѓањето на Антим во селото одекнала како експлозија. Тоа ги кренало на нозе сите селани. Голема маса народ се насобрала пред куќата на Томо Палчески. Тука тие го искажале сиот гнев против грцизмот, за дрскоста на Антим кој дошол во крај кој не го признава за свој владика. Масата била решена за секогаш да се пресмета со него. Група селани довлекле 10 канти газија и ја попрскале куќата на Томо со цел да ја запалат, и кога се очекувало да се фрли искрата, на вратата од куќата се појавил домакинот Томо со солзи во очите, пошто гласно викнал: "Браќа, Антим не е во куќава, избега со жените и децата облечен во женски алишта." Разбрануваната маса демонстранти, чија бројка се движела меѓу 5 и 6 илјади мијаци, на повикот од Томо се распрснала на сите страни со намера да го пронајде, но не успеала. Среќна околност за него била што настанот се случувал ноќно време, кога условите за потрага биле многу неповолни. Беше тоа на 1. август 1947 година, кога е потпишан договорот од Блед, исто така познат како Тито-Димитров договор. Договорот беше потпишан од страна на бугарскиот лидер Георги Димитров и југословенскиот председател Јосип Броз Тито, што го отвори патот за идно обединување меѓу државите во нова Балканска федеративна република. Исто така беше предвидено обединување на Вардарска Македонија со Пиринска Македонија. Договорот предвиде да се укинат визите и се дозволи царинска унија. Тоа беше исто така прв пат Бугарија да ги призна етничките македонци и македонскиот јазик. Овие договори ги одбележуваат заемните аспирации и напори за развивање на нови односи меѓу двете земји. Тие се согласиле дека владата на Народна република Бугарија ќе ја преземе одговорноста да ги обезбеди правата на македонците во Пиринска Македонија, денес регионот на Благоевград, во слободниот национален, економски и културен развој. Беше тоа на 1. август 1986 кога македонската иселеничка колонија во Австралија организираше голем протестен митинг пред грчката амбасада во Канбера. На 1. август 1989 година во селото Ранковце, Кумановско, е предаден во употреба новоизградениот магистрален пат Куманово-Крива Паланка-Деве Баир, граница со Бугарија, односно делницата Куманово-Ранковци во должина од 39 километри. Беше тоа на 1. август 1992 година, откако Уставната комисија, начело со Тито Петковски, не бендиса ниту еден од пристигнатите предлози на конкурсот за грб, знаме и химна на Република Македонија, ги задолжи трите избрани автори да понудат грб и знаме со исто сонце. Така, ова е единствениот предлог од Уставна комисија, кој влезе во собраниска процедура. Предлозите со лав никогаш не беа поддржани од Уставната комисија, задолжена за процесот за избор на грб, знаме и химна. Во врештената дискусија воопшто не се ни гласаше за предлог за грб.
На 1. август 2012 година беше пуштена во употреба хидроцентралата Света Петка. Изградена е на реката Треска помеѓу двете брани Козјак и Матка, поради што понекогаш браната и хидроцентралата се нарекуваат и Матка 2. На 1. август 1884 година во Скопје е роден Лазар Танев, прв председател или градоначалник на новиот Народно-ослободителен одбор на град Скопје по завршувањето на војната во Македонија. Тој умре во Скопје на 1. јануари 1956. На 1. август 1919 година во Велес е роден Димко Најдов Џандарот, македонски револуционер и синдикален водач пред Втората светска војна. Херој во борбите што 8-та бригада ги водела со балистите во Западна Македонија во 1944-та. Тој бил член на СКОИ и на Комунистичката партија на Југославија. Поради неговата револуционерна и партиска активност, особено поради планот за омасовување на оружената борба, бил осуден и затворен во Скопје во април 1944-та, откаде што успеал да избега и се вклучил во 8-та велешка бригада. Во една од борбите тој бил заробен и масакриран од балистите. На 1. август 1940 година е роден Живко Јаневски, уредник на фотографија во Нова Македонија. Роден е во село Градско, Велешко. Живко Јаневски бил уредник на фотографија во Нова Македонија, но и во неделните илустрирани магазини Журнал и Екран, во издание на новинско-издавачкото предпријатие Нова Македонија. Носител е на меѓународна титула Голем мајстор на фотографија. Тој беше главен фотограф во филмовите Кад будем мртав и бео на Живоин Павловиќ и филмот Црно семе на режисерот Кирил Ценевски. На 1. август 1967 година во Тетово е роден Нехат Бекири, дипломирал сликарски оддел во класата на професорот Муслим Малики и магистрирал во 2001 година на Факултетот за ликовни уметности во Приштина. Самостојно излагал во Тетово, Скопје, Приштина, Париз и други македонски градови. Создава експресивни и фигуративни композиции и дела во духот на новата абстракција. Нехат Бекири, освен со сликарство, се занимава и со вајарство, дизајн, илустрации и графики. На 1. август 1968 во Врела, кај Макарска, умре Мито Хаџивасилев Јасмин, македонски револуционер, борец, мислител, државник, новинар и публицист. Посебно значајно место има во развојот на македонското новинарство и публицистика. Учествуваше во издавањето на речиси Сите централни весници во Македонија во 1944-та, еден од главните и одговорни уредници на весникот Нова Македонија, како и на други весници и списанија. Мито Хаџивасилев Јасмин е роден во Кавадарци на 21 декември 1922. На 1. август 1978 во Скопје умре Спасе Куновски, македонски сликар, професор на Педагошката академија во Скопје и член на групата Мугри. Учесник е на групните изложби на македонската и југословенската уметност во Франција, Бразил, Турција, Италија, Полска, Норвешка, Куба и други места. Спасе Куновски е роден во Дебар на 25 декември 1929.